Денеска се одржува вториот круг од локалните избори. Граѓаните бираат градоначалници во 32 општини и во градот Скопје. Во главниот град во општините Центар, Аеродром и Карпош ќе има две ливчиња за гласање, бидејќи се избира градоначалник на Скопје и на локалната самоуправа. Додека во Шуто Оризари на 3 гласачки места ќе се гласа за градоначалници и ќе има прегласување за советници. Во останатите општини ќе се гласа само за градоначалник. Право на глас имаат 1.013.375 граѓани. Канал 5 го следи гласањето од отворањето на гласачките места па се до нивното затворање. Утринава во општината Ѓорче Петров во Скопје, во основното училиште Страшо Пинџур е Игор Манасиевски. Игор, дали навреме таму беа отворени избирачките места? Така, добро утро, Борче, се јавуваме од основното училиште Страшо Пинџур на едно избирачко место од неколкуто тука колку што ги има. По она што го следиме, ние сме тука некаде од 6 часот, сите избирачки одбори беа дојдени на време, сите избирачки места се подготвија на време и колку што видов малку пред да се вклучиме, веќе сите ги официјално и ги отворија избирачките места. Ние ќе поразговараме со еден од претседателите на избирачките места, господин Врангаловски, како тече подготовките, дали на време отварате ова утро? Добро утро. Поздрав до вашите гледачи. Да, на време отворивме избирачкото место 2580/7. Се состанавме во полн состав. Го примивме вчера изборниот материјал од Државната изборна комисија преку Општинската изборна комисија навремено. Доденили се улогите на избирачкиот одбор и започнуваме сега во 07 часот со гласање и чекаме првите гласачи на нашето избирачко место. Веќе се уходавте со овие убик уредите, нема проблеми со нив, си тера работа? Да, се уходавме, имавме доволно време, доволни обуки, нон-стоп, секојдневно сме во комуникација со избирачките, со Државната изборна комисија, со Општинската изборна комисија, така да сите проблеми, нејасноти ги решаваме навремено и точно. Денеска е поедноставна работата во однос на првиот круг. Гледам само една кутија овде во Ѓорче. Да, се надевам поедноставно ќе биде лесно, ќе поминеме и целиот изборен ден и изборен процес ќе тече во најдобар ред. Благодарам за ова гостување во вестите. Да не ве задржуваме и вие си имате работа. Така, само еве да потврдиме дека веќе во 7 часот се отворија сите избирачки места, над 1 милион граѓани имаат право на глас, ќе се гласа во 32 општини и во Скопје, како што спомна и ти во најавата, во Аеродром Карпош и Центар ќе има по 2 ливчиња, таму ќе се гласа и за градоначалник на општината и за градоначалник на град Скопје. Морам да спомнам дека во 4 општини во Гостивар, во Врапчиште, Центар Жупа и Мавро во Растуше, нема да има гласање, таму ќе се прегласува дури некаде околу најкасно до 2 месеци по објавувањето на конечните резултати и бидејќи таму немаше цензус, потребниот цензус го немаше од 1/3 од гласачите, сега во овој втор круг во сите избирачки места веќе цензусот нема да биде битен, сега има на ливчето 2 кандидати, тој што ќе има повеќе гласови ќе носи победата. Во првиот круг беа избрани градоначалници во 44 општини. Таму во некои од општините воопшто ќе нема гласање, во некои како во Скопје, во неколку општини ќе има гласање само за главниот град. Тоа се отприлика накратко информациите за денешниот ден, ќе го следиме ние текот на гласањето, важат истите правила, треба прво да се идентификувате, понесете си лична карта, се знаат правилата, не е дозволено фотографирање, не е дозволено да се изнесуваат гласачки ливчиња и колку што може да забележам веќе почна и првите гласачи да пристигнуваат на избирачките места. Така, Игор, ти благодарам за ова вклучување. Во некој од следните изданија те вклучуваме повторно од некое друго избирачко место во Скопје.